Во екот на матурските прослави и свадбите, екипата на Без маска е во студиото на Александар Дадар, еден од нашите најдобри мејкап артисти. Тој денеска ќе ни ги открие тајните на шминкањето и ќе ни каже што е хит оваа сезона. Дадар. Здраво. Добре дојдовте. Многу ми е мило што сме тука. Исто и на мене. Дали Се радувам. Дали конечно ти помина тремата од камери? Да, после 20 години секако дека ми помина, искуството си го прави своето. Јас се сеќавам на наше прво интервју вчера кога се спремав и се сетив ние 2004 година мислам дека правевме прво интервју и ти тогаш ми кажа ај молим те пишувај, немај да снимаш со диктафон заради тоа што мене ми е страв. Знаев дека тоа ќе го споменеш и ми е драго што се сеќаваш. Се сеќавам и јас буквално како да беше вчера. Ти реков немој да го користиш диктафонот бидејќи техниката ќе се расипа од мене бидејќи јас имам трема. И на крај се расипа. И навистина се расипа, да, но денес се надевам нема да се расипат. Да, ние сме те донесли со две камери така што покриени сме. Меѓутоа прво одиме да се шминкаме. Супер. Јас, Дадар, кога ќе дојдам секогаш тука ти кажувам, секогаш го почнуваме муабетот со едниста работа. Мене ми е толку многу пријатно кога ме шминкаш, што јас буквално со сати би седела тука и би седела да ме шминкаш, да ме разубаваш. Си го местото бидејќи јас со сати би те шминкал, пред се имаш преубави очи. Не оди муабетот и од секогаш не одел така да. Добро, дали во сите овие години работа некогаш ти се случило клиентка да ти заспие на столчевот, што е толку убаво и релаксирано да ќе шминкаш? Интересно, баш вчера со една моја клиентка го правев муабетот, а се сеќавам дека една невеста беше дојдена од Австралија, беше премногу уморна и буквално падна главата додека шминкав, се заспа, што се релаксираше, а и беше преуморна, така да тоа е нешто што често пати го раскажувам на моите клиенти. Таа се извинуваше, меѓутоа немаше никаков проблем, се разбира. Сето дека седи на столот за мене е окей, па дури да спие, може да ја држам главата и лесно да маневрирам, а со тоа и да се шминкам полесно. Ти не ме слушна, меѓутоа јас во најавата кажав дека сега сезоните на матури и на свадби. Добро успели да кренеш малку глава од жени од сите страни? Па не успеав и така ќе биде до октомври негде. Се надевам дека ова лето ќе успеам барем 3-4 дена да излезам од салонов и да се одморам малку, иако мојата работа ја сметам за одмор, не за умор. Каква шминка им препорачуваш на матурантките што доаѓаат тука? Дали имаат некои конкретни барања или оставаат буквално на тебе? Не само на матурантките, туку и на невестите кои што ти се претпоставувам најголеми клиентки во овој период. Точно така. Најчесто многу е важно да се договорите со клиентот за каде се спрема, што ќе облече, како сака да изгледа, но секако и да го погодите неговиот стил. Значи, во претходна консултација секако се договараме, нели, како сака да изгледа и каков печатот треба да остави. Секако дека ме слушаат, јас имам 22 години искуство во оваа работа, но исто така ги слушам и јас нив и ги почитувам барањата и желбите нивни, бидејќи треба, нели, секогаш убаво да се договориме. Тоа колку оставаат на тебе да ја избереш шминката што ќе ја имаат во однос на боите, стилот, или ти веруваат целосно или доаѓаат со конкретно барање? Апсолутно, ми веруваат целосно, па ќе кажам. Значи, кога веќе дошле кај мене, тие познаваат мојата работа, ме познаваат мене и секако дека ми веруваат. Да, еве јас како ти реков, ајде да се шминкаме. Точно и сега така, ќе видиме што ќе но излезе сепак на крај. мора да се договориме, нели, како сакаш денес да изгледаш, да не биде нешто што само јас го преферирам и сакам, сепак треба да се слушне желбата на клиентот. Добре, кои бои се хит оваа сезона? Оваа сезона е интересно нешто, хит се оние поинтензивни бои. Зелена, розева, виолетова, некако како луѓето да се разбуди од длабок сон, па сакаат да бидат повпечатливи, поинтересни, секако во летната сезона поведрите бои се интересни, но кармините остануваат нуд, па дури и кафени, така згаснати, мат и од друга страна па и сјајот за уста е модерен, меѓутоа секако устата треба да биде дефинирана, нели, исконтурирана убава, но не со премногу јаки бои. Дури ако аплицирате силни интензивни сенки на очите, карминот се
се препорачува да биде во понеутрална нијанса. Добро, што би препорачал на секоја дама пред да излезе од дома? Значи во однос на шминката, без што не сме да излезе од дома? Не сме да излезе од дома без заштитен фактор за лицето. Зошто? Тоа е единствената превенција за појавување на брчки, флеки на лицето, дехидрирана кожа и слично. Во денешно време повеќето од течните пудри и креми содржат заштитен фактор, тоа е нешто што ме радува. Така да, многу е важна и негата пред шминката. Значи, со шминката не можете премногу да направите, доколку лицето не е претходно негувано. Заштитено, да. Едноставно може да аплицирате малку коректор околу очите, бронзер, посебно во летно време, не премногу тешки пудри, сепак кожата треба да диши. Колку ги следиме светските трендови во однос на шминката? Многу ги следиме, посебно младите во Македонија, тоа е нешто што навистина ме радува и ме интересно, тие знаат што сакаат, знаат колку сакаат, знаат и што не сакаат, што е многу добро, за разлика од ние кога бевме помлади, бевме така поизгубени, да кажем. Ама добро, интернетот си го прави своето, секако се е подостапно. Ти работиш со жени цело време, и тоа се 1000 жени, 1000 табиети. А колку често се случува? Дали се случува, ете, после завршена шминка, некоја да те каже дека едноставно не се допаѓа тоа што си го направил, што го гледа? Имало некогаш негативни... Во моите 22 години тоа скоро и да не се случило. Ке кажам скоро зашто. Бидејќи кога клиентот ќе седне на вашиот стол и вие ќе се договорите убаво со него, ќе ви покаже што ќе носи, каква фризура ќе има, како сака да изгледа. Јас имам искуство и уште од врата кога ја видам клиентката, знам што ќе сака, а што нема да сака. Меѓутоа, ајде да кажеме и да сум погрешил во проценката, секако дека после добар договор и компромис не можете да го ставите клиентот шокиран. Така да не се случило некој да каже не ми се допаѓа ова што го направивме, но може да каже сакам посилна, по-нежна шминка, може би карменот е силен, малце да го намалиме, или пек може би преинтензивен, па малку да ја смениме нијансата и слично. Меѓутоа, еден професионалец не би требало да се дозволи да дојде до таков момент да се шокира клиентот и да рече ова не е тоа што го замислував. Сега ти сам кажа дека повеќе од 22 години се бавиш со шминка. Точно. А дали кога ќе ги погледнеш од денес кога ќе ги погледнеш сликите како си шминкал на почетокот, што си мислиш? На почетокот сите ги шминкав со виолетова боја. Таа ми беше